Додека нема испорака од бугарска страна, Македонија нема да ги помести ставовите ниту милиметар. Ова е одговорот на премиерот Христијан Мицкоски, откако бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова во изјава за агенцијата БГНС истакна дека Бугарија нема да се повлече од она што беше договорено во 2022 година и потенцираше дека патот на Скопје кон Европската унија оди преку спроведување на преземените обврски. Мицкоски повтори дека земјава постојано нуди решенија, но Софија за жал со години не ја почитува подпишаната резолуција за заштита на човековите права, ниту пак ги спроведува 14 пресуди на Судот за човекови права во Страсбур. Бугарските барања за Мицкоски се уцена и булинг. И на маса им стојат најмалку 14 пресуди кои што дајат од Судот за човекови права во Страсбур, па тие не ги почитуваат. Да, они ќе ви речат, вие сакате да дојдете во клубот каде што сме ние не сакаме да дојдеме во клубот каде што сте вие. Но тоа е уцена и булинг. Ако веруваме и стоиме до европските вредности, тогаш треба да веруваме и стоиме до европските вредности. А ако тие мислат дека се таму, и за да ние бидеме таму, треба да ги прифатиме нивните барања, тогаш оваа влада таа игра нема да игра. И се дека сум јас премиер, додека не видиме испорака од нивната страна, ние нема да се поместиме ниту милиметар. Добрососедските односи се двонасочна улица, вели Мицкоски. Го загрижуваат првите јавни настапи на новата влада кај нашиот источен сосед. Тој алармира дека Бугарија има бројни проблеми на економски план и веројатно ќе биде првата држава која ќе биде санкционирана од Европската централна банка, бидејќи ги фалсификувала и ги лажирала извештаите за буџетскиот дефицит. Во вакви услови, според Мицкоски, проблемите со Македонија се само нова тема со радикализирани ставови. Добрососедските односи се двонасочна улица. Вие не можете да танцувате сам, или танцувате со партнер, или немате партнер. Така што мене ме загрижува почетокот на новата влада кај нашиот источен сосед, но се надевам дека со текот на времето рациото и разумот ќе преовладее. Јас сум свесен дека имаат многу внатрешни проблеми. Пред една седмица се оствари и првата средба на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски со неговата колешка Велислава Петрова Чамова. Таму беа повторени бугарските позиции дека земјава треба да ги направи уставните измени како услов за напредок кон ЕУ, а од друга страна и Македонија потенцираше дека условите имаат билатерална димензија и не смеат да навлегуваат во идентитетските прашања. Во пресрет на посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта на Македонија во вторник, повторно се отвара прашањето дали Европската унија ќе успее да пронајде механизам за деблокирање на процесот или земјава и натаму ќе остане соочена со истите пречки на патот кон членството.